Zdravo i dobrodošli v šte jedno video na kanalu Ti možeš. Ja sam Žaklina, trener za ličen rast i razvoj, a v ova video, ki se pozanimavame so причините кои што може да ни предизвикаат потешкоти во меѓусебното разбирање. И за ова сум снимала видеа, меѓутоа сега конкретно ќе се задржам на неколку причини. Многу од овие работи ќе ни звучат познати, многу ги знаеме, некои сме ги подзаборавиле, па се надевам дека ова видео ќе ни послужи за подобро да се разбереме, да оствариме подобра комуникација и да градиме подобри меѓусебни односи. Јас сметам дека ние сите скоро се можеме да разбереме, барем на ментално ниво, ако така избереме. Ако прашаме, ако се обидеме да разбереме, ако се обидеме да влеземе во кожата или чевлите на другиот, тоа не значи дека ќе ни биде едноставно, дека веднаш ќе го направиме. Прашањето е дали сакаме да разбереме и дали знаеме да го направиме тоа. Ако не знаеме, тогаш можеме да се потрудиме доколку сме подготвени за тоа, доколку така избереме, доколку сакаме. Ако не сакаме да разбереме, ако така сме избрале, тогаш ништо не може да се направи за ние да можеме да разбереме некого или нешто. Во ова видео ќе зборувам за сите ние кои сакаме да разбереме најмногу колку што можеме, меѓутоа понекогаш постојат некои причини кои што во тоа не спречуваат. Може да ни представува потешкотија да ги разбереме другите, фактот дека не сме се разбрале доволно себе си, односно не сме се прифатиле доволно или сме потиснале многу работи за себе или многу делови кај себе. Ако ние не се разбираме доволно себе си во сите наши постапки, кои што ни се допаѓаат и не ни се допаѓаат, ако не ги разбереме сите наши реакции кои се понекогаш неадекватни на она што го очекуваме од себе си, па понекогаш може да се чувствуваме усрамени, изненадени од себе си и тоа да го потиснеме во себе, или пак кога ќе навредиме или повредиме некого, ќе осудиме, а не сме луѓе кои што генерално го прават тоа. Сите наши заблуди, грешки кои сме ги правили, ќе ги правиме, се разбира, од кои што понекогаш се срамиме или не можеме да се препознаеме како сме можеле тоа да го направиме. Но тоа не значи дека не е дел од нашата приказна, дека не е дел од нас, дека не е дел од нашето минато. Ние денес сме овде и сме вакви какви што сме, благодарение на се тоа што сме поминале, направиле, кажале. Преку сите тие искуства ние сме учеле и сме се граделе себе си. И затоа најпрви треба да се разбереме себе си со се што сме. Да се разбереме себе си како целина, која што е некој баланс од позитивни и негативни, пријатни и непријатни, радосни и болни ситуации, мигови, односно емоциите, размислите и постапките кои што биле предизвикани од се тоа. Ако ние се разбереме и прифатиме себе си како една целина, како едно човечко суштество со се што носи во себе и во своите искуства, тогаш ќе ни биде многу полесно да ги разбираме и прифаќаме другите. Сите ние живееме во различни реалности. И овде не мислам на сите оние учења за паралелни реалности, туку за реалностите кои што ја сочинуваат нашата заедничка физичка реалност. Оние стари фрази кои што зборуваат дека, например, богатите не ги разбираат сиромасите, ситиот на гладниот не му верува. И се е тоа така. Ние понекогаш очекуваме да не разбират луѓе кои што живеат во сосем друга реалност. Или по-конкретно, ако ние живееме во едно колективно обкружување, например, живееме во некој голем град, кој што има своји некои правила, своја динамика, своја енергија, кои што избираме да ги почитуваме за полесно да живееме, и некој човек кој што живее во некое мало село, мирно, со малку жители, има некој свој начин како живее, како заработува, како се прехранува. Треба да бидеме и едните и другите многу отворени, за да може да се најдеме на средина и да се разбереме. И тој човек, ако дојде во големиот град,
ке треба време да научи, да се прилагоди, да се адаптира, но и обратно, ако човек од големиот град отиде во тоа малечко село, колку и да звучи тоа идилично, сепак ќе има предизвици со кои ќе треба да се соочи, работи кои ќе треба да ги научи. Кога се наоѓаме на различни страни од една приказна, ни треба време и желба за да можеме да дојдеме некаде во средина и да можеме подобро да се разбереме со луѓето. Во мојата реалност важат едни правила, едни желби, едни потреби, едни уверувања. Во твојата реалност важат сосем подруги уверувања, ставови, желби, потреби, перцепции. И тоа формира наши две реалности кои се дел од целокупната физичка реалност. Ако премногу се заглавиме во таа наша реалност, ако не се отвориме пошироко да видиме што се случува надвор од таа моја условна реалност, многу потешко ќе ни биде да се разбереме меѓу себе. Или уште, јас сум во право и ти си во право. Јас и ти тргнуваме од она што го носиме како база, како знаење, како искуство. Не е ни битно дали си ти во право или јас сум во право. Битно е дали ние можеме да се споиме, да искомуницираме и да бидеме среќни заедно, да градиме односи, да одиме понатамо, да формираме некаква заедница. А ако строго се држиме за тоа, ама тоа е вака и само вака и јас сум во право и јас знам најдобро, ние нема да можеме да се разбереме. Следното што ќе го кажам е многу блиско на ова дека сум во право. Имаме и тенденција да ние бидеме добрите во многу ситуации, да ми по социјалните мрежи, а и во реалниот, приватниот живот, луѓето сакаат многу да се покажуваат како добри и да ги стакнуваат своите добри страни, што направиле добро, дека се добри луѓе, дека многу потешко зборуваме за ситуациите во кои што од известни причини и не сме испаднале толку добри. Сме биле себични во некоја ситуација, намерно или ненамерно сме повредиле некого, сме чувствувале завист, љубомора, сме постапиле од некоја наша состојба на агресија, болка, гнев, не сме обрнале доволно внимание. И тоа ни се случува, да не речам, секојдневно, помалку или повеќе, зависно од тоа колку свесно работиме на тоа и колку полека ни животот се обидуваме да бидеме што е можно подобри луѓе. Но тоа не значи дека во комуникацијата со другите, во нашите односи, ние сме секогаш добрите, а другите се секогаш лоши, виновни, неодговорни. Ако имаме таков став, дека ние сме секогаш добри или нашето семејство е најдобро, ние сме најчесни, и никогаш не сме погрешиле на други, не сме направиле ништо лошо, а тие другите се тие кои што се лоши, кои се невнимателни, кои се непредвидливи, кои повредуваат други, нема да можеме да се разбере. Уште од старт тргнуваме со идејата дека на оваа страна сме ние добрите, а на оваа тие лошите, што исто се случува и во оваа голема тематика на работа на себе, личен раст и развој, едукација, кога се делиме, ете ние кои знаеме, умееме, едуцираните, просветлените, продуховените и оние другите. Сите сме ние и едното и другото. Некои од нас освестиле нешто побрзо, повеќе се посветиле на тоа, повеќе работеле. Меѓутоа, некои други таму, што е нели условно, повеќе освестили и работили и се посветиле на нешто друго што им било нивбитно во животот. И понекогаш ние од оваа страна, која и да е таа, и тие другите од другата страна, не знаеме некои работи кои се толку едноставни и базични, што ги знаат другите. И тоа е апсолутно во ред, затоа што не ни е тоа предмет на интерес. Тоа не прави нас подобри, другите полоши, нас попаметни, другите не толку паметни, нас поодговорни, другите неодговорни. Ако имаме таков став, тогаш не сме се разбрале себе си. Не сакаме да ги разбереме другите. Не сакам да го спомнувам тоа, меѓутоа, тоа доаѓа од нашето его, од нашата потреба да бидеме важни, паметни, продуховени, едуцирани и да го истакнуваме тоа. Луѓето кои навистина се трудат да си го подобрат квалитетот на својот живот, да бидат поуспешни, позадоволни, посреќни, не се однесуваат така кон другите луѓе. Сите сме ние на исто ниво. Сите ние еднакво вредиме и сите наши знаења и искуства се еднакво вредни. И сите ние не можеме, немаме време, немаме желба, немаме интерес и не знаеме за работи кои ги знаат, умеат другите. И тоа треба да се почитува.
Ако немаме почит за сите луѓе и за сите нивни искуства и за сите нивни знања, вештини, треба да поработиме малку повеќе на себе. И се додека ние мислиме дека сме овде или уште некаде погоре затоа што сме добри луѓе, едуцирани, просветлени, тука нешто не е во ред. И тоа не е вистина, тоа е илузија. Таквите поделби на подобри, послаби, полоши понекогаш прават многу штета на луѓето. Треба да ги вреднуваме луѓето заради тоа што заради се она во животот што искуси. Ако не го правиме тоа, тогаш до нас е проблемот, во нас е предизвикот. Ние треба да си поработиме малку повеќе на себе и да видиме зошто не умееме да ги вреднуваме другите луѓе. Дали можеби ние имаме проблем со вреднувањето на себе си или некој не вреднувал во минатото или не вреднуваат денес тие кои што ни се блиски, па се обидуваме да си дадеме себе си повеќе на значење и повеќе да се вреднуваме. Уште една причина што може да ни представува потешкотија во разбирањето е кога многу се залагаме за нашата слобода и нашите права, заборавајќи при тоа дека и другите луѓе имаат и слобода и права. Тоа денес некако е многу измешано, особено со слободата на говорот, меѓутоа да не заборавиме, сите ние имаме иста слобода. Сите ние имаме исти права. Ако ние имаме чувство дека сме слободни, се да направиме, се да кажеме, меѓутоа немаме одговорност, немаме обзир кон другите и кон светот, тогаш таа наша слобода не е слобода, туку е нешто друго. Ако ние се залагаме за нашата слобода, тогаш ќе се залагаме и за слободата на другите. Ако ние се залагаме и бориме условно за своите права, тогаш ќе се залагаме и за правата на другите луѓе. Ако не е така, тогаш тоа не се ни права и слобода. Исто како и правото на јас можам да кажам се што сакам. Да, можеш. Меѓутоа и другиот може да каже се што сака. Може да не се согласи со тебе, може да те навреди ако ти си го навредил. Тоа не е целта. Не е целта да се вреѓаме меѓусебно, да се докажуваме кој е поголем, посилен, појак, попаметен. Треба да преземеме одговорност за тоа што го зборуваме. Нема слобода без одговорност. Мојата слобода не треба да ја загрозува твојата слобода. Моите права не треба да ги загрозуваат твоите права. Ако се залагаме така парцијално за слобода која што мене ми представува слобода и мене ми носи само бенефит во животот и за права кои се само мои и мене ќе ми направат да се чувствам убаво, среќно, задоволно, радосно, без да имам обзири кон другите и без да имам одговорност кон тоа. Тоа веќе не е слободолюбие и правдолюбие. Тоа е нешто сосем друго. Тука имаме игнорирање, негирање на другите, повредување понекогаш и желба за доминација. Мојата слобода е некако поголема од твојата слобода или моите права се поважни од твоите права. Звучи безсмислено, нели? Па и безсмислено е. Ние луѓето многу сакаме да претпоставуваме, да знаеме што мислат другите, да си го преведуваме, да го тумачиме на некој свој начин, без да ги прашаме, без да ги слушаме целосно и без да се обидеме да ги разбереме, дури и кога тоа не се поклопува со нашите ставови, вредности и уверувања. Да не претпоставуваме, да не читаме мисли, да не тргнуваме од себе, затоа што тоа може да ни биде проблем. Колку многу претпоставувам во животот направиле ситуации во кои што сме дошле во конфликти, па потоа сме трошеле време да се разбереме, па недоразбирања. Значи, нема потреба да претпоставуваме. Нема потреба да си создаваме приказни во главата, нема потреба од ама јас мислев, ама јас те разбрав. Во ред е да се препраша, да се каже дека не се разбрало, да се каже дека претпоставав, но ете не излезе така. И колку што може помалку во животот да се базираме на својата претпоставка, на своите знања, на своите ама јас те знам тебе, ама јас те познавам, ама очекував, не очекував. Наместо да претпоставуваме и да создаваме приказни кои што нас ни звучат веројатни и точни, да го прашаме другиот дали сме разбрале целосно. Дали е тоа што го мислел, тоа што го зборувал, тоа што го направил? Најчесто нашите претпоставки и филмови во главата немаат врска
со тоа што другите луѓе го мислеле, го сакале, го направиле. Ако сакаме подобро да се разбереме, е апсолутно во ред да прашаме, да изслушаме, да се обидеме да разбереме. И последната причина која спомнав и во претходното видео е дека не можеме да ги разбереме другите затоа што не ги знаеме, нити пак доволно ги познаваме. Не можеме да разбереме постапки, реакции, однесување на луѓе кои не ги познаваме. Ништо не почнува сега. Тие луѓе не постојат само во времето во кое ние ги познаваме, нити пак функционираат и живеат во просторот или во улогата во која што ние сме ги сретнале. Тие луѓе имаат широка приказна, имаат минато, имаат и други интереси, и други потреби. Ако не можеме да ги видиме како целина, да не се обидуваме воопшто да ги разбереме, односно нормално е да не ги разбираме ако не ги познаваме, ако не знаеме повеќе за нив. Најчесто велиме дека не можем да го разберам овој како така постапува, не можем да му ги разберам желбите, потребите и во ред е тоа. Ако не се познаваме меѓу себе, нормално е да не можем да се разбереме. Можеме да разбереме туѓата тага, туѓата среќа, можеме да ги разбереме туѓите желби и потреби. Меѓутоа, за целосно да разбереме некого, треба да го познаваме. Треба да ја знаеме неговата приказна, треба да го знаеме човекот како целина, треба да знаеме повеќе негови улоги, треба да знаеме што го довело до тука каде што ние сме го сретнале во животот. И многу често ние тоа го правиме, особено за јавните личности. Па ние знаеме само една информација, една вест, една приказна од нивниот живот. А си дозволуваме да ги судиме и критикуваме. Само затоа што сме прочитале за една нивна постапка или некој сегмент од нивниот живот. Тоа исто како да се обидуваме да прочитаме една глава од книга и да разбереме книгата. Понекогаш, од известни причини, за да нахраниме нешто кај себе, се правиме дека се разбираме, особено за луѓе кои што не ги познаваме и не само што разбираме, туку имаме право да ги советуваме, да ги критикуваме, да ги анализираме, да ги етикетираме. Не ги разбираме, просто не можеме да ги разбереме луѓето кои не ги знаеме, не можеме да разбереме ситуации за кои немаме доволно информации. Кога очекуваме другите да не разберат, да размислиме, да провериме дали тие доволно не познаваат или кога некој од нас очекува да го разбереме, исто да го поставиме тоа прашање. То можеме и да му кажеме, не можам да те разберам целосно затоа што не те познавам, затоа што не знам доволно за тебе. Се друго би било лага, обид да испаднеме фини и добри со нив. За вистински да се разбереме, треба вистински да се познаваме. Ке завршам со она што го зборував во минатото видео. Барем да не го осудуваме, да не го критикуваме, а во никој случај да не му кажуваме како треба да постапи, да си го живее животот, што е добро, што не е за него. Да не се мешаме во животите на луѓето кои не ги познаваме, па ни на оние кои добро ги познаваме, се додека не ни дозволат, односно не го побараат тоа од нас, за да имаме подобра комуникација и подобри меѓучовечки односи. За крај на ова видео сакам да ви упатам една порака. Не мораш ни да им викаш на луѓето кои не ги разбираш, дека ги разбираш. Не мораш да бидеш секогаш добар, јак, полн со разбирање, некој кој што се знае, некој кој што е за се во право. Не ни можеш. И ти, исто како и јас. Некогаш ќе немаш разбирање, некогаш ќе бидеш слаб, некогаш нема да знаеш, некогаш ќе постапиш како што најмалку што си очекувал, некогаш ќе навредиш, ќе повредиш. И ти, исто како и јас. Па да почнеме од таму. Да ги разбереме другите, разбирајќи се себе си и сите своји постапки, слабости, мани, ситуации во кои што не сме се снашле најдобро, заблуди, погрешни ставови, погрешни одлуки, погрешни избори. Сите го имаме тоа. Јас се надевам дека ова видео некому ќе му послужи. Ви посакувам убав ден, повеќе меѓусебно разбирање, повеќе комуникација. Погледнете ги моите стари видеа, споделите го ова видео, претплатете се на каналот, односно стиснете го дугмето subscribe, се на јубав.